Книжевноста не е контаминирана од политичките проблеми. Ова е заклучокот на поетите кои викендов учествуваа на 13-тата книжевна визита во Софија. Поетесата Наташа Сарџовска вели дека токму во Бугарија македонските автори се доста застапени и преведувани. Многу сум среќна затоа што ова ми е прво книжевно уметничко патување после 2-годишната тегобна пандемија и се чувствувам просветлено, на некој начин и препородено и многу добре дојдено во Софија. И покрај сите тензични состојби кои што се случуваат меѓу нашите две држави, Бугарија и Македонија, можам да кажам дека интересот на бугарските преведувачи, издавачи, писатели, поети за нашата поезија, за нашата книжевност е многу висок, е многу богат, е многу раскошен и чувствувам дека се случуваат суштински и длабоки книжевни уметнички размени меѓу овие две земји и во таа смисла сум почестена што сум поканата и што сум дел од оваа книжевна визита. Защото ние, пишещите хора, а и не само пишещи се, Ние луѓето што пишуваме, и не само оние што пишуваме, туку и луѓето што читаат стихови, раскази и романи, ние разбираме дека литературата е најкраткиот пат до човечките срца. Се радуваме што ние и од Северна Македонија и од Бугарија минуваме низ тој пат. Сакаме, се радуваме и длабоко ги почитуваме постигнувањата на македонските, на бугарските писатели. Се однесуваме со длабок респект кон постигнувањата на светските писатели. И длабоко сме убедени дека нашиот регион, Југоисточна Европа, би можела да роди и би можела да создаде, а зашто да не веќе и создала големи писатели, големи поети. И дојдено е времето, ние со нашата литература да го заразиме светот. би могла да роди и би могла да създаде, а защо не, че вече е създала велики писатели, велики поети и е дошло време ние с общи усилия да заразваме света с нашите литературни постижения. Пред Софиската публика во Македонскиот културно-информативен центар во Софија се представи и творештвото на поетот и професор Зоран Анчевски. За него беседеше професорот Владимир Мартиновски. Тој е поет, есеист, еден од најпродуктивните литературни преведувачи во Македонија, препевувач на клучни поети, без кои е незамислива светската поезија, препевувач исто така и на најголемиот дел од македонските поети на англиски јазик, проучувач на литературата, многу внимателен теоретичар кој промислува едно од најклучните прашања на книжевноста во сите времиња и на современата книжевност, односот меѓу традицијата и иновацијата. Тоа е можеби едно од клучните прашања и на целата негова поезија. Десетина поетеси и поети од Македонија викендов учествуваа на 13-тата книжевна визита во Софија. Организатор традиционално е издавачката куќа Макавеј, а посетите ги поддржува и Министерството за култура.